Охридското езеро почнало да живее уште пред појавата на човекот. Поточно, тоа е старо околу 4 милиони години. Настанало во днешните геолошки епохи со тектонско поместување на почвата. Денес, во светот има само неколку езера чија старост би можело да се споредува со Охридското езеро. Охридското езеро со право заслужува назив Македонско сладководно море, и тоа не само поради топлата сина боја која е поинтензивна и од небесното синило, туку и поради големината, бидејќи зафаќа површина од 358 км квадратни. Така се добива впечаток дека пред нас се наоѓа голем морски залив или пак истргнато парче морска широчина фрлено меѓу високите планини на надморска височина од 695 метри. А над езерото, на неговиот северен брег, како посебен декор, се издигнува древниот Охрид, сместен на двоен рид, чија највисока точка, Самуиловата крепост, се наоѓа на околу 800 метри над морска височина. За бистрата вода, чија провидност изнесува и до 22 метри, што представува вистинска реткост, помагаат бројните подводни врутоци и изворите кои се наоѓаат по должината на источниот и јужниот брег. Најголемиот број извори се подземни притоци од соседното Преспанско езеро, кое се наоѓа на поголема надморска височина, а исто така е создадено со тектонско поместување на почвата. Во ова езеро има многу ендемични и наполно непознати растителни и животински форми, и дека во тој поглед представува единствен природен музеј. Токму поради тоа, Охридското езеро е еден од природните резервати на нашата планета, а за науката особено значајно е тоа што мошне долго остана геолошки неизменето. А токму тоа ова езеро го прави идеална лабораторија за откривање на многу тајни за настанувањето и за развојот на животот на земјината топка. Под влијание на Јадранското море, Охридската котлина има менлива медитеранска клима. Целата зона со планините што го обкружуваат Охридското езеро се наоѓа во котлина во која се содруваат Јадранската, континенталната и високопланинската клима. Релативно нискиот атмосферски притисок, големиот број сончеви денови, поволното струење на воздухот, благите промени на температурата од едно во друго годишно време и многу други климатски погодности на Охридското крајбрежје се вистинска ризница за здравието и благотворно влијаат на здравието на луѓето. Заради особените природни убавини и карактеристичниот растителен и животински свет на шумите и шумските предели на планината Галичица, еден поголем дел од неа, на површина од 22.750 хектари, во 1958 година е прогласен за национален парк. Основна геолошка подлога на Галичица во најголем дел е од варовници, дебел 500 до 550 метри. Геолошката подлога и морфологијата на планината вршат големо влијание на зголемување на пејзажите и естетските вредности на разновидност и карактеристичност на живиот свет. Значи дека се работи за мошне поволни температурни карактеристики како во летниот, така и во зимскиот дел од годината. Тоа овозможува активности на прошетка и планинарски, како и скијачки активности во зимскиот дел од годината. Водопропусливоста на варовничкиот слој ја направила Галичица една од најсушните планини во Македонија. Во нејзиниот планински дел се сретнуваат само неколку постојани извори, со многу мала издашност. Националниот парк Галичица особено се истакнува по големото флористичко богатство.
растителниот свет е представен со преку 600 флористични видови, од кои преку 170 се од дрвенеста растителност. Ваква разновидност не може да се забележи на другите планини во Република Македонија. На планината Галичица се јавуваат растителни видови кои постоеле и во други услови, односно екзистираат како реликтни видови, како и видови кои имаат ендемско значење. За разлика од флората, фауната во Националниот парк, многу помалку е проучувана. За одбележување е присуството на рисот и мечката од цицачите кои се реткост во останатите делови на Европа. Од фауната на подрачјето на Националниот парк Галичица регистрирани се 26 ендемични видови. Посебно е интересна бројноста на пеперутките. Има околу 1644 видови, што представува огромна концентрација за толку мал простор. Климатските вредности во Националниот парк Галичица се различни. Тие се разликуваат во котлинскиот во однос на планинскиот дел, но во основа факторите кои ја одредуваат климата се скоро исти. Музеј на вода е еден од ретките музеи од ваков вид во Европа, па поради тоа е впечатлива туристичка дестинација која раскажува за животот во Македонија и Охридско во дамнешни времиња. Временското патување започнува со преисториската езерска наколна населба Миќовка во заливот на Коските. Се работи за реконструкција на преисториска палафитно-наколна населба од бакарното, бронзеното и железното време со процут во крајот на бронзеното и во раното железно време, односно од 1900 до 600 година пред Христовата ера. Остатоците од населбата се наоѓаат на дното од езерото. Вкупно се закачени 3346 дрвени колци во езерото, а вкупно 24 преисториски куќи се изградени над езерото. Меѓу овие, 21 куќа се со правоаголни основи, додека 3 се со кружна основа. Врз основа на премерувачките зафати на габаритниот простор од населбата, констатирано е дека таа се простирала на површина од околу 8500 метра квадратни и документирани остатоци од 6000 дрвени колци. Во рамките на движниот археолошки материјал особено се присутни кружните керамички плочи со различен диаметар кои имаат 2, 3 или 4 мали кружни отвори. Се претпоставува дека овие предмети биле користени како риболовен прибор на тогашните жители од населбата. Од керамичките предмети присутни се исто така разни форми на пршлени, конуси, како и предмети за ритуални потреби, жртвеници. Врз основа на резултатите од анализите може со сигурност да се каже дека оваа наколна населба припаѓала на доцното бронзено време и почетоците од железното време, односно на времето од 1500 до 700 година пред Христова ера. Досегашните искуства покажаа дека посетителите уживаат во разгледувањето на оваа наколна населба најмногу поради нејзината впечатлива реконструкција, автентично уредена до детај. Значи, овие на источново крајбрежје од Охридското езеро имаме 3 наколни палафитни населби кои што се викаат, археолошки стручно ги викаме заливот на бомбите кај село Пештани,
во самото село тој заливот. Потоа заливот на Коските, тоа е овдека, сега кај што сме, заливот на Коските кај Градиште. И третата е заливот на Прчот кај селото Трпејца, јужно од селото, во заливот кој што инаку се вика географски надол. Значи, овие сите датираат од крајот на бронзето и почетокот и развиеното железно време, односно од 12 век пред нашата ера до 6 век пред нашата ера. Тоа е во цифри од 1200 години пред нашата ера ба до 600 година пред нашата ера. Значи, од времето кога на овие простори функционирале или живееле, кои што во историските податоци се спомнуваат, тоа се бргите. И нешто од енхелејците, енгеланите, кои што живееле некаде до кај 6-5 век пред нашата ера на овие простори. Најстариот хронолошки дострел на Охрид не е ридот и стариот дел на градот, туку низинскиот дел, југоисточно од ридот. Тоа е просторот од комплексот Летница и плоштадот до стамбениот комплекс Охридати и спортскиот центар Бијанини извори, односно денес густо населен со модерни архитектонски градби, улици и дворишта. Овој простор, покрај езерото во старите времиња, сигурно бил само мочурлив терен обраснат со трска и друга вегетација. После илјадници години, некаде кон крајот на бронзеното време и почетокот на железното време, од жителите од оваа населба, Пенелопа е викаме таа населба, долу покрај езерото, некои од нив се преселиле и на Ридот и од тогаш почнал да функционира населбата која е протоисторија на градот Лихлидос. Значи, тоа е некаде од 12 век пред нашата ера, 12 век, 1200 години пред нашата ера, па све до 8-7 век пред нашата ера, тоа е најстарата населба во самиот град, односно кај волшебниот рид горе на Ридот, под Самуиловата тврдина, некаде кај Плавашник, од прилика тука и на Самуиловата тврдина. Од сите овие населби, кои што ќе прераснат можеби и во поголеми населби, само Лихнидос ќе има своја долга историја и тој ќе помине од обична преисториска населба во една протоурбана фаза ќе добие и подосна урбана фаза и до ден денеска. Значи, тој е еден од најстарите градови во овие простори, а да не кажам дека тој припаѓа на неколкуте најстари градови на Балканот, кој што има толку долг континуитет во својот живот. Многу раното населување на природно заштитениот Охридски рид се покажа дека за најстарата населба беше одлично избран. Неодменлив простор за живење покрај белото светло езеро. Раноантичката населба, особено она од 3 до 1 век пред Христа, се развивала на најдоминантното возвишување на високо кале и особено на платото од Плавашник. Стамбените комплекси со трасирани улици, помеѓу нив, покриени со ситен издробен камен, се доказ за постепена урбанизација која во античкиот град особено ќе доминира во римско доба. Ова рана урбана фаза, која го покрива просторот на Плавашник до 2 век пред Христа, кон исток се дефинира и со подигната монументална гробница од македонски тип, како што биле во мода да се градат овој тип на вечни почивалишта во крајбрежниот дел на античка Македонија и околу седиштата на македонските владетели. Зашто е значајна оваа појава на македонската гробница? Некој од охликницките првенци сакал да биде погребан
како македонските владетели, како македонските принчеви. И тоа го направил. Внатре е обоена со една интензивно црвена боја, често се нарекува помпеанска, али то не е дојден од Помпеја, него од македонските гробници, помпеанските сликари ја превзеле оваа црвена цинобер боја која што доминира и во македонските куќи, во Долна Македонија, јасно таму каде што се откриени, како например во Пела, и исто така во гробниците откриени во близината на Пела и во Ајка. Некрополата Требеништа се наоѓа на околу 9 километри северозападно од Охрид, веднаш покрај селото Горенци, како и под самата траса на магистралниот пат Охрид-Кичево-Скопје, недалеку и источно од северната половина на пистата од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Откритието се случило во мај 1918 година, кога случајно бугарските војници на локалитетот Сува Чешма ги откриле првите 5 богати гробници, а потоа со стручно лице од Софија биле откриени уште 2 такви гробници. Вкупниот број на сите откриени гробни прилози од 7-те гробови, евидентирани и однесени во тогашниот Софиски народен музеј, сега Археолошкиот музеј во Софија, изнесува 258. Меѓу нив, како ексклузивни наоди, се 2 златни посмртни маски кои ќе предизвикаат различни толкувања кај научниците. И тој период одекна во светската археолошка наука како многу интересен и значаен период. Иначе дотогаш беа познати микенските златни маски, ама тие беа 1000 години пред од Требенишкиве и овие затоа се значени затоа што се појавуваат после 1000 години, а со истата таа намена, значи се ределе на лицата од луѓето, разни толкувања има зашто се ределе кај побогатите покојници, за да ги пренесуваат пораките од живите кон мртвите и така натака. Овие 7 гробови предизвикале вистинска сензација во рамките на тогашниот археолошки свет, а кај обичните луѓе почнал да се шири митот за златните маски. Во времето од 1930 до 1934 година преземени се овој пат организирани археолошки ископувања на истиот локалитет од страна на професор Никола Вулиќ од Белград, кој открил уште 6 богати кнежевски гробови. Во рамките на овие богати гробови откриен е речиси истоветен материјал како и во овие 7 гробови откопани од бугарите. Археолошко богатство од благородни и неблагородни метали, керамика, стакло, килибар, кои најверојатно припаѓале на тогашната висока племенска аристократија на енхелеите или енгеланите. И овој материјал, јасно, сосем легално е однесен во тогашниот музеј на кнез Павле, денешен Народен музеј во Белград. И последно се вршени археолошки истражувања 1972 година, кој што ги водеше археологот, нашиот претходник, мојот колега Владо Маленко, а јас имав чест да работам со него, така да исто така откривено околу 23 гробни целини, кои што исто така нема многу богат материјал, но во археолошка смисла беа многу значајни и богати, и тие денеска се спомнуваат како дел од Требенишката некропола, како многу значајни артефакти од така некаде од 6-тиот, 5-тиот век пред нашата ера. Истражувањата таму не се завршени, правени се мали ископувања, некропола откриена од 3-ти и 2-тиот век пред новата ера. Значи, тоа се времето на после владетелите, македонските владетели, после Филип и Александар. Значи. А Требенишката некропола и каде е нејзината населба, ние не знаеме. Дали Требенишко кале е населбата во која што живееле кнежевите
или овие првенците кои што биле така луксузно погребани во Тремениште. Тоа се две различни нешта. Значи, останува уште на младите генерации да откриваат или да ги разрешуваат овие енигми. Во времето кога низ Лихнитида, област покрај Лихнит и Лихнитското езеро, поменувал македонскиот крал Филип II 358 година пред нашата ера, сигурно ги забележал стратешките позиции на двата рида северно покрај езерото, Охридскиот и Габавскиот, и на овие места наредил да се подигнат моćни бедеми, тврдини. Габавскиот рид стрмно и рустично се издигнува над местноста, базиликата и црквата Свети Еразмо. Стратешката позиција на овие два рида е исклучителна. Двата ги контролираат рамните простори покрај езерото, на подолги видици покрај Кандавискиот пат, подоцна Вија Игнација. Остатоците од најстарата Охридска тврдина се откриени во 2001, односно 2002 година на просторот од денешната Самуилова тврдина. Додека на Габавскиот рид до денес се зачувале видливи остатоци од бедеми изградени од мегалитни, односно киклопски камени блокови, кои некогаш биле моćна престолнина на Енгеланите, а потоцна и на други македонски кралеви. Античкиот историчар Диодор го спомнува за прв пат, например, Охридското езеро и Филип II. Тој вели дека Филип II го победил Бардилис, елирскиот крал, во 358 година пред нашата ера. Тоаш владеел Филип од 359 до 336 пред нашата ера. 358 година во една голема битка во Глагонија го победил Бардилиса, илирскиот крал, и својата држава, Македонија, тогашна, своето кралство го проширил на запад до Лихнитското езеро. И тоа што за прв пат се спомнува Лихнитското езеро. Тоа го опишува Диодор, античкиот историчар. Сега, се предпоставува, односно ние по новите истражувачи предпоставуваме дека ако Филип дошол до Лихнитското езеро, тој не дошол до источното крајбрежје на Охридското езеро, него кога видел езерово и целиот овој крајолик, веднаш се ја приклучил кон неговата територија. Што значи, еден таков стратег, тогашен Филип II, еден од најјаките стратези во Европа тогаш, значи не можел да не ги забележи стратешките позиции на Охридскиот рид и на Габавскиот рид, односно кај што се сега киклопските зидини. Па така ние претпоставуваме, бидејќи имаме и археолошки остатоци откриени, дека Филип II наредил да се изградат киклопските зидини, односно Енгелана, наредил со оние киклопските блокови и Охридската тврдина. Бидејќи сме нашли археолошки остатоци, архитектонски остатоци од тие најстари тврдини кои што потекнуваат од втората половина на 4 век пред нашата ера, времето на Филип. И Александар потоп го продолжил неговото дејствување, делување и тие тврдини тогаш најпрво се подигнале. Значи, Енгелана и Лихнитската тврдина на повисокиот рид од денешен Охрид. Уште во првиот век пред Христа, во Лихнит, се гради театарот според нормите на хеленското градителство. Античкиот театар е поставен на источната падина од западното брдо. Архитектите го користат косиот терен без да подигнуваат субструкции за да го постават гледалиштето. На овој начин, подигнатиот театар сосема наликува на повеќето градби со таа намена кои се зидани во Јужниот Балкан пред да стигнат римските градежни норми, вообичаени за овој вид на јавни објекти. Театарот во прво време поставен надвор од градот укажува докаде се простирала раноантичката населба, која според големината
се уште била само полисма или градче. Тоа веројатно се случувало во крајните векови на првиот милениум. Со поинтензивната урбанизација населбата се проширува и на двата брега на Охридското езеро, кое во доцната антика ќе добие утврдување врз чија база ќе се доградува и во раното средновековие. Театрот на Лихнид во својата еволуција ги следи сите новини кои римската култура ги донесува во забавните содржини со војнички дух, кој што го негува ни својата историја и го наметнува во целиот Медитеран. Покрај драмските представи во театарот, кои веројатно не престануваат да се изведуваат, подоцна во царскиот период ќе се одвиваат амфитеатралните игри, односно игри со диви животни. Поради новините во забавите кои се воведуваат во градот, се појавува потреба од преуредување на оркестрата и сцената. На просторот од смаленото гледалиште се доградуваат кафези за чување на дивите животни, а со проширувањето на арената која се формира во елипсоидна основа, се добива соодветен простор за борба помеѓу гладиаторите и дивите животни. Од 1959 до 1962 година се изведени првите археолошки запати од страна на Народниот музеј во Охрид, од страна на археологот Васил Лахтов. И при тоа се констатирани 9 редови на седишта делкани од сив камен и травертин. На нив уште тогаш биле забележани клесани написи со имиња на угледни семејства кои си ги закупувале седиштата за да можат редовно да ги следат представите. Поголеми археолошки истражувања се изведуваат 15 години подоцна, односно во 1977 година археологот Владо Маленко открива поголем дел од граделиштето. Најголеми археолошки истражувања се конзерваторско-реставраторските работи кои што се случија во 2000-2001 година, кога беше целосно откриено гледалиштето. Во текот на истражувањата бе откриени остатоци од 3 средновековни цркви и во чија близина беа исто така откриени и 280 средновековни гробници, односно гробни целини и руинирани конструкции, а на 10 метри западно од северниот дел од гледалиштето е лоцирана и монументалната гробница од македонски тип со тромос, пред комора и комора, која тука била сместена уште во крајот на 4 век или на почетокот на 3 век пред нашата ера. Овој објект во срцето на стариот дел од градот Охрид функционирал се до крајот на антиката, односно до појавата на првите христијански заедници во градот Лихнидос. Денес овој спектален објект е оспособен за функција, односно за одржување на разни видови на драмски, концертни и ревијални представи. Хронолошки, континуирано доаѓа хеленистичкиот, односно македонско-хеленистичкиот период, кој што можеме да кажеме е еден од најбогатите периоди, најбогатото време на Лихнидос, односно на стариот Охрид, бидејќи по некрополите кои што се откриени на Дебој, Горна Порта и на други места во Охрид, имаме огромни богатства, односно имаме многу злато, сребро, бронза и така натака накид од тие времења, и ние популарно тој период го викаме златото време на Лихнидос или го викаме Монденскиот град Лихнидос.
На 30. септември 2002 година, кај горнапорта во стариот дел на Охрид, на северната страна на градските бедеми од Самоиловата тврдина, беше откриена гробница со женска златна посмртна маска, со златна ракавица и со златен прстен. Најдени се и гробни прилози од различен материјал: керамика, килибар, стаклена паста, железо, бронза, сребро и злато. Временската припадност на оваа гробница и наодите во неа се од 5 век пред нашата ера. Тоа е најстарото познато погребување во Лихницката некропола во ричестиот дел на древниот Охрид. Откривањето на новата гробница со златна маска и други гробни прилози во Самоиловата тврдина има епохално значење. Со овој археолошки наод се потврдува местото на Охрид во светската археолошка ризница со 4 златни маски и други гробни прилози откриени кај селото Требениште во 1918 година и во 1934 година. Со новото откритие се наметнуваат сосема нови сознанија за овие гробни прилози дека припаѓале на најстариот древномакедонски етнос во ричестиот дел на Охрид. Со ова археолошко откритие се отврла теоријата на многу научници дека Охрид бил илирски град. Целиот овој раскошен наки денес во музејот во Охрид представува доказ за припаѓањето на Лихнид и Охридскиот регион на културното коине на античка Македонија и на поширокиот егејско-медитерански круг во времето на македонските владетели Филип и Александар и нивните наследници. Во тој подем на личниот просперитет на благосостојбата, широко се отворени патиштата на влијанијата. Градот има потреба да кова пари. На наличието и опачината се втиснати символи кои се превземени од државната иконографија на просперитетните градови во крајбрежната Македонија и во Епир. Тоа се познатите обележи од градовите покрај морето од Амфипол, Пела, Теселоника, како ладјата, штит или пак символи од античките верувања со антропоморфната идеја, како Херакле, Зевс, под влијание на изворите од медитеранските религии. Овој статус на градот со монетарна активност се случува во времето на Филип V од крајот на 3 и почетокот на 2 век пред Христ. Така, Лихнид не заостанува во севкупниот развој и културно живење. Писменоста која особено ќе биде подоминантна во римската епоха се потврдува со бројни написи од профан и култен карактер. Пишувани на тогашниот јазик на писмено искажување кој што представува норма за целиот источен Медитеран, хеленскиот. Тие зборуваат за почитување на божеството како Дионис или римскиот Јупитер или маните, чуварите и традицијата на предците. Тие зборуваат за организираноста на градската управа и раскажуваат за учените и почитувани лихниѓани, на кои во нивна чест им се подигнуваат статуи. На надгробните споменици на најмилите им се посветуваат сеќавања во стихови со лирска содржина, например на младата Аптирис. На епитафот со префината содржина родителите Зеноида и Никола ја оплакуваат скршени од жалост, чие срце изгорува, а таа блескава скапоценост ќе сјае меѓу мртвите како што била и меѓу живите. Тоа е еден споменик кој што е многу редок, бидејќи е просто како една песма, како една поезија, посвета на таа девојка која што починала и се наоѓа овај епитаф како песна се наоѓа во повеќе изданија на
светската античка поезија. Така е прихватен овај надпис кој што е откриен, вграден горе во Свети Климент, во еден од објектите, веројатно, како сполија, јасно, подоцна вграден, сигурно бил поставен над гробот на девојката, али припаѓа на римската епоха. Патната комуникација Вија Егнација е позната како значајна античка магистрала која го поврзува римскиот империјален центар со Балканскиот полуостров и со Мала Азија, односно го поврзувала Рим со Цариград. Всушност се работи и за големо обновување на веќе старата преисториска трговска сообраќајница позната како Кандависки пат. Името го добила според Кандависките планини, старото име за планинскиот венец на денешните Јабланица и Мокра планина, кои се доближувале до планината Пинтус. Обновувањето на оваа патна комуникација се случило околу 130 година пред новата ера, кога Македонија веќе 20 години била римска провинција, а името го добила според генерал Егнатиус, раководител на обновувањето на оваа магистрала. Овој пат имал големо воено, трговско и културно значење во времето на римската експанзија, пред тоа и потоа. На територијата на Охридскиот регион, дел од оваа магистрала е зачуван на ридестиот простор западно од село Радожда во должина од 100 метри и со ширина од 2 метра и половина. Во близината на последните селски куќи од Радожда се губи, но се претпоставува дека положувал кон езерото покрај самиот брег од езерото денес под нивото на водите и го поврзувал Лихнидус, денешниот Охрид, со тогашниот свет. Охрид, наоѓајќи се на Егнатискиот пат, им знаеше голема улога во продирањето на многу културни случувања, струења, потоа се водеше интензивна трговија и на крај дури и ето римските војски подосна ќе продрат по овај пат кој што порано се викаше Кандависки, а римјаните со трасирањето и прецизното обележување со милјокази на растојањата меѓу станиците и градовите го нарекоја Вија Егнатија. Постепеното продирање на римските освојувачи, кое започнува од крајот на 3 век пред Христа, не го нарушува континуитетот на животот во градот. Градот обстојува, се развива, се урбанизира се повеќе и се вклучува во политичките и културолошки промени. Се што е постигнато во раната антика е само база за понатамошното надградување и вклучување во цивилизацијските текови. Силни потврди за новините кои ги носи новото време се материјалните остатоци, особено од луксузната роба дојдена од италијанските работилници во времето на императорот Август, од преминот на 1 век пред Христа кон 1 век во новиот милениум. Многу квалитетната продукција на керамичкото производство на така наречената тера сегилата ретина, која се произведувала во Кампања, откриена е во населбата на Плаушник. Римската епоха во Охрид со последните ископувања, особено ја следиме ето преку таа бања, балнеон, така наречен балнеон, бидејќи има надпис. Бањата со прекрасен мозаик во опус верникулатум, она најфин, најситни на техника, на редење на каменчиња на мозаикот, што наликува многу на тоа римско совршенство кое го спроведува и поради тоа што секогаш нема нови идеи, но има висока развиена техника.
надписот ни кажува и во римско време лихниџаните се служат со грчкото писмо, кое што е едно корине, особено на источниот Медитеран, на источниот дел на Балканот, во писменоста. Оттогаш потекнуваат и мозаичните подови на Плаошник. Ова е време на базиликите, лихнит, како и хеленистичката ера, и сега е богат со раскошни архитектонски градби. Само на Плаошник, на релативно мал простор се откриени остатоци од 3 монументални ранохристијански градби. Тетраконхална црква со атриум и крстилница, тробродна базилика со нартекс, атриум и пространа крстилница со исклучително вредни подни мозаични представи и уште еден објект кој се уште се истражува, а најверојатно представува епископски двор од времето кога Лихнидос бил подолг период епископски центар во провинцијата Нов Епир. Во Охрид денес има архитектонски остатоци за уште 5 други базилики, што представува своевидна појава во времето кога во источното Римско царство владеел царот Јустинијан I. Значи, тука имаме еден космополитизам на религии кој што е, ми се чини, единствен во едно вакво населено место како што е Лихнидос и Охрид. Подосно. Зошто космополитизам? Затоа што на истото тоа место се функционира 3 религии. Првата е, значи, паганските религии. Од времето на богот Дионис имало храм на бог Дионис. Тоа е паганскиот период, времето на многу божества, така. После тој период, на истото тоа место се изградила ранохристијанска базилика. Тоа е доаѓа, значи, 4 век, 5 век наша ера. До тогаш функционирал Дионис и паганската религија, така. На истото тоа место, која изгорела ранохристијанската базилика, била изградена, во спомен на таа базилика, била тролисна црква во 7 век изградена. На истото тоа место доаѓа Климент и на истото тоа место ја гради својата црква, многу значајна, тролисната црква, нели, која што е проширила на запад и така натака. На истото тоа место, после Свети Климентовата црква, доаѓа друга религија, муслиманската, и на истото тоа место се гради Султан Мехмед џамијата. Можела џамијата да се гради повака, но на истото место каде што била црква. Мада тоа било можеби некое правило и на другиве делови се граделе на местата црквите џамии, ево на плоштадот од Охрид, потоа Али Пашина џамија, црквата крај џамија, сите тие се изградени на стари, на урнати цркви. Но Плаошник е посебно место бидејќи тука се прекашува, значи, 3 религии: паганската, ранохристијанската, христијанската и на крајот отоманската или муслиманската вера. Уште во крајот на 3 век во Охридскиот регион ќе почне да се чувствува влијанието на новата религија наспроти паганството. Во времето на Диоклецијан во Лихнид стигнува Свети Еразмо, кој прв во овие краеви ќе го проповеда новото учење христијанството. Врз основа на археолошките податоци пронајдени при искупувањата на локалитетите во Охрид и Охридско, како и врз основа на расширеното народно предание и култ кон светецот, речиси без исклучок се смета дека античкиот Лихнид бил градот каде што Еразмо еден подолг период ја извршувал својата мисионерска дејност. Тој таму се задржал повеќе години работејќи како мисионер, вршејќи разни чуда меѓу локалното население, од кои најкарактеристично е воскреснувањето на синот на видниот лихнидиец Анастас и покрстувањето на 40.000 нови верници. Се уште во рамките на римската епоха, тука се пројавуваат првите проповедници на христијанството, тоа е Светиот Еразмо, кој што доаѓа во Охридскиот регион во времето на Диоклецијан, крајот на 3-тиот и почетокот на 4-тиот век до 305 година. Диоклецијан управува и тој е еден од
најсуровите владетели императори кои што е против христијанството. Свети Разм одиграл значајна улога во Лихнит со својот престој тука, и тоа особено се покажува подоцна, не во тие времења, бидејќи е прогонуван од овај крај, после околу 300 година се враќа во Италија и таму е погубен од властите на Диоклецијан. Но набргу со легислацијата на христијанската религија, која што ќе биде изведена од Константин Велики во 313 година, станува религија која што е прихватена од државата. Значи, паралелно ги имаме и паганството и христијанството, за да постепенно во текот на 4 век се напушта паганството, потоа се забранува паганството и почнува од крајот на 4 век да доминира христијанската религија во Охридскиот регион. Како таа се манифестира? Во таа, да кажеме, хагиогеографија на Охридската религија се откриени на 20 ранохристијански цркви, базилики. Најчесто со мозаици покриени, и тоа е просто една новина, еден нов дух се внесува во животот и на градот и на регијата. И така следат овие силни споменици, раскошни по својата замисла архитектонска, монументални и поскромни димензии и доминантни димензии, но со извонредни мозаици кои што доминираат и даваат пример, дури се почитувани и се прихваќани од комшиските центри како идеи, дури се произведени или прихваќани некои теми кои што се тука илустрирани во подните мозаици во Лихнит и во другите градови, например во Епир и Македонија. Тоа е време на една огромна градежна активност што се покажува со откриени црковни градби. Најпрво на Плавошник во просторот на најстарото урбано јадро, а потоа се проширува и низ целиот утврден град, тоест пошироко надвор од зидините и во целата Охридска регија. За сега ни се познати 10 базилики во градот со уште 2 градби од тоа време, покриени со мозаици со христијанска символика, додека во пошироката Охридско-Струшка регија се ископувани уште 6 базилики, сите украсени со фигурални мозаици со христијанска иконографија. Во оваа фаза на истражување, како една од најстарите ранохристијански цркви, се појавува тробродната базилика подигната на локацијата Дебој во рамките на доцно римскиот утврден град. Оваа базилика, подоцна во почетокот на 6 век, ќе биде обновена и ќе биде покриена со нов тепих на мозаици. Најдоминантна позиција на Плавошник зазема тетраконхосот, или како е од првите истражувачи наречена поликонхална црква, поради бројните конхи со кои градбата наликува на двојна школка. Како архитектонска идеја, многу смела и инвентивна, и е многу ретка појава во медитеранскиот простор. Црквата на Плавошник е еден комплексен споменик со простран наос со раскошно изведен интериер. Во него се служела комплетна литургија, почнувајќи од подучување на кандидатите за примање на верата во катехуменот, преку крштевањето во исто така тролисната крстилница со крстообразен план на писцината до тамошните простории, како дјаконикот и протезисот се декорирани со фигурални мозаици. Црквата имала мартериумски карактер. Во олтарниот простор откриена е крипта со минијатурна просторија во источниот зид, која што служила за чување на пигнорија или свети остатоци од маченик. Но она што ја чини
Вредноста на мозаикот е секако стилската разноликост, но и фина нота на античкиот уметнички израз, а потоа фигуралните представи вградени во композиции кои илустрираат библиски теми. Тука се во две варијанти представени рајските реки, илустрација на стих од Генезата, постанокот на светот. Реките извираат од устите на Геон, Фисон, Еуфрат и Тигар, антропоморфно илустрирани околу писцината, потоа заедно се влеваат во Едемот, кон кои се упатуваат и водите што истекуваат од фонтаните. Раскошните фонтани кон кои се настануваат елени, јагниња и птици да се напојат со вода, представуваат алузија на изворот на животот што го носи чинот на покрстувањето во крстевницата. Оваа тема на четирите рајски реки само ликовно е представена и во Дјакониконот. Од небесниот свод извираат водите, а од нив се напојуваат два снажни елени. Сцената е пратена со надпис на ктиторот, верник, кој декорацијата ја поклонува на храмот, анонимно, со скромност, забележувајќи дека Бог го знае неговото име. Многу разновидната декорација во наосот е осмислена со траки на плетенки кои се преплетуваат, оставајќи слободен простор во кои полиња се представени бројни животни кои го чинат светот кој не обкружува. Зајак кој јаде морков, бројни птици во покрет или лет, пауни, крави, но и евхаристични сцени, кантарос од каде расте винова лоза или афронтирани пауни упатени кон изворот во вид на сад со вода. Големите површини во конхите се покриени со геометриска декорација или со пелц, штитот, кој е исто така мотив превземен од Библијата. Мозаикот е поликолорен. Теселите се од обоен камен, а таму каде се илустрира водата, употребена е стаклена паста во зелена, кобалтно-сина боја, па дури и прекриена со слој од позлат. Кога ќе се согледа целата таа слика на мотиви, на теми кои што се илустрирани во мозаиците на Плаошник или во Охридската регија, се гледа во која мера тие не се само една обична декорација, која е најчесто и врзана со христијанската религија, со христијанското верување, со представување на нешто што е поврзано со библиските пораки, него точно библиските пораки и директно се тука илустрирани. Така што може да се каже дека во Охрид и околината, во охридските мозаици, среќаваме најголема број на теми кои што не поврзуваат со Стариот Завет. Значи, тоа се псалмите, илустрирани јасно во поликонхалната, во големата базилика, во крстилниците, во оптиси, во исто така и во студенчишта, значи евхаристичните теми, сцени кои што зборуваат на кој начин верникот ќе ги прими, ќе ги прихвати догмите на раното христијанство, односно христијанизацијата, и особено тука можам да ја истакнам оваа сцена, тема, која што е многу ретка во светот представена, може би 3-4 можеме да ги наброиме на рака. Тоа е илустрацијата на рајските реки во вид на людски представи, на глави, или пак рајските реки кои што истекуваат од небескиот свод или течат во така наречената голема река Едемот, или тоа е рајот. Во Охридската населба Видобиште се наоѓа семејна гробница од римското време. Гробницата е со сводеста конструкција, со комора и предкомора,
а градена е од обработени камени блокови кршен, камен и биго, тули и варов алтар. Во комората се констатирани вкупно 10 гробови поставени различно, а во предкомората еден гроб поставен во правец исток-запад. Гробницата била делумно ограбена, а во преостанатите гробни целости е откриен богат археолошки материјал од злато, скапоцени камења, бронза, стакло и керамика. Карактеристиките на теренот и случајните наоди зборуваат и за други градби во непосредна близина на овој објект, Вила Рустика. Вила Рустика од римски период се оние палати кои што се градили надвор од центарот на градот. Богаташите, што знам ја, робовладетели или не знам кој во тоа време, ги граделе понастрано за да се живеат помирен живот. Вила Рустика е голема палата со мозаици, со купатила внатре со се, но таму не имаме дефинирано точно каде, но морало да постои бидејќи ги има тие гробници, семени гробници. Во римскиот царски период градот има своја управа која ги следи старите своји закони на организирани градови кои важеле за сите градови во античка Македонија. Римските власти го прифатили и почитувале секој вид на организирана градска управа, што не се спротивставува на нивните закони во провинциите на Балканот. Лихнит од првиот век до управата на Диоклецијан, односно до крајот на третиот век, влегува во провинцијата Македонија, која се простира од Јадранскиот брег до реката Места на исток. Сите овие градежни активности во уредувањето на градот во доцната антика се пратени и со сложените историски случувања кои го опфаќаат Римското царство. Тоа е времето на првите почетоци на селидбата на народите, наметнати од различните племиња кои ја преминуваат северната граница на царството и се спуштаат кон Балканот. Во пишаните извори се споменува опсадата на визиготите со Теодорих на Лихнит, кога тој на пат за Дирахион во втората половина на 5 век ја опустошил Хераклеја. Известувачот Малх раскажува за добро утврдениот град и снабден со храна кој можел да ја издржи опсадата на непријателот и поради изворите на вода кои му биле достапни. Во 6 век, кога во царството владее Јустинијан и кога се познати градежните зафати на императорот и покрај големите земјотреси, Лихнит живее со веќе подигнатите градби длабоко навлезен во духовноста на христијанството. Со доаѓањето на словените во крајот на 6 век, градот замира оставајќи ги постепено големите градби во рушевини и заборав кои нема долго да трае. Како Феникс во раниот среден век, одново ќе заживее.